Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. Јас сум Небојша Карапеевски и еве што ви подготвив во следните 70 минути како вести од родниот крај. Косовската председателка Вјоса Османи Садриу во посета на Тетово. Тетовскиот градоначалник Билјалка Сами и овој пат не издржа, а да не каже дека Тетово е еден од главните градови во Македонија. Координаторот на ВМРО-ДПМН Ангел Карапетров во општина Тетово изјави: "Вчера во општина Тетово имавме скандалозен начин за пречек на председателката на Косово и најостро го осудуваме." Софија и Скопје нема заеднички да го чествуваат 4 мај, годишнината од смртта на Гоце Делчев. Бугарите сами ќе го слават Гоце Делчев, не им било дојдено до општи прослави. Во општина Ресен од 27 до 29 април манифестацијата "Зима птици и птичари". Завршена реконструкција на кошаркашкото игралиште во дворот на училиштето Мите Богоевски во Ресен. Бројот на македонците во Србија за 10 години намален за речиси 10.000. Како македонци се декларирале 14.767 лица. А за самиот почеток да го проследиме обраќањето на протоиерей Ставрофор Симиша Ристоски. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух, амин. Драги браќи и сестри, драги слушатели на нашето црковно радио Македонски глас, добро утро. Утре нашата света православна црква ќе прослави неделата на жените мироносици, жени кои што прв пат го слушна и го видоа воскресението на нашиот Спасител Господ Исус Христос. Од Светото Евангелие ние ќе чуеме за настанот, за храбриот подвиг на жените кои што беа мироносици. Тие, драги браќи и сестри, покрај сите опасности и закани за сите оние кои го следеле Христа, утрото првиот ден од седмицата отишле на гробот со мириси за да го помазат телото Исусово, кој што бил таков и обичајот. Но кога стигнале на гробот, виделе чудо. Каменот, кој бил многу голем и тежок, бил тргнат, а во гробот стоеле само погребните завои и платна, со кои било овиткано телото на Господ. Од десната страна стоел ангел Господов, кој им кажал дека Христос не е веќе во гробот, дека воскреснал и им рекол да им ја пренесат таа вест на апостолите. Колку голема храброст и бестрасност покажале овие жени. Под крстот Христов, кога се разбегале сите од апостолите, само Свети Јован Богослов останал заедно со Пресвета Богородица и другите жени следбенички и проповеднички Христови. И овде, откако Господ бил погребан, пак апостолите покажале страв и се скриле сите, скршени од болка поради загубата на својот возлюбен учител и Господ. Додека пак жените уште пред изгреј сонце, без страв отишле на гробот. И пак по воскресението Господ се јавил на најпона Марија Магдалина и нејзи и порачал да им ја објави таа радосна вест на апостолите, па дури потоа, откако тие не можеле да поверуваат во воскресението, самиот тој лично им се јавил. Денес нам никој не ни забранува да исповедаме својата вера во воскреснатиот Господ, драги браќи и сестри. Никој не гони и прогонува, освен нашиот срам, кој не тера да се срамиме да кажеме дека сме христијани. Се срамиме да им кажеме на нашите блиски, на нашите родители, на нашите пријатели дека ние сме христијани, дека постиме, се молиме, одиме во црква секоја недела, но не затоа што не би не осудиле или смееле, туку затоа што ние имаме цврст идентитет на православни христијани. Значи проблемот не е во другите луѓе околу нас, туку во нас, во нашата маловерност, во нашата колебливост, во нашата неодлучност
и подвоеност помеѓу светот и Христос. Не можеме да се одлучуваме и не можеме да се одлучиме што и кого сакаме повеќе. Дали сакаме да му угодиме на светот или сакаме да му угодиме и припаѓаме на Бога. Кога би измале здрав духовен живот, кога со сето срце ќе го засакаме Христос и животот во Христа, постот, молитвите, покаянието, читањето на светите евангелии и други црковни книги, добри дела и на крај како врв на се примањето на телото и крвта Христови, тогаш нема да имаме срам да исповедаме својата вера пред луѓето. Тогаш ќе се случува нешто друго, кога луѓето ќе видат нашата посветеност и цврстина во духовниот живот. Кога ќе видат дека нашиот живот се менува на подобро, дека никого не осудуваме, не оговараме, не мразиме никого, на злото враќаме со добро, дека секогаш сме ведри и радосни, со искрена љубов дури и кон непријателите, тогаш тие во нас ќе го препознаат образот Христов, ќе сватат дека пред себе имаат охристовени личности и ќе почнат со воскит и стравопочит да не гледаат испоред зборовите на преподобниот Серафим Саровски, преку нас стотици луѓе ќе се спасат. Огледувајќи се на примерот на светите жени мироносици, поучени од нивната храброст и љубовна посветеност на Бога, да се потрудиме, драги браќи и сестри, со сето срце да го возлюбиме воскреснатиот Господ, да започнеме да водиме цврст, подвижнички, литургиски живот, па во коренети во Христа од Него, од изворот на животот и на секоја премудрост да го црпиме својот христијански идентитет и отфрлувајќи ја секоја демонска помисла на срам или страв, слободно и смирено во секој време и место јавно да исповедаме својата вера во нашиот светотројчен Бог, а со својата Христоподобна и себе пожртвувачка љубов да го сведочиме Христос, кој заради нас се распна и поради и пострада и славно воскресна. Драги браќи и сестри, дојдете и утре, повелете да ги прославиме нашите жени мироносици, кои што се образ на нашите мајки, кои што жените мироносици се грижеле за Христос, како што нашите мајки се грижат за нас, за нашите, односно за нивните чеда. Поради тоа утре е исто така и денот, кој што е посветен точно на мајките, за тоа што ги прославуваме жените мироносици. Да му благодариме прво на Бога што имаме такви жени и олицетворението на таквите жени се нашите мајки, кои што не чувале и не одгледале. Секогаш и дојдете и утре да се помолиме за наше добро, за здравје на нашите мајки, за жените мироносици, да го молат Бога за нас, за телесно здравје, Господ да ни дарува духовно спасение, мир и напредок сега и секогаш и во сите векови. Амин. Христос воскресна, навистина воскресна, да сте живи и здрави и на многу години. Амин. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме.
Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Marketing. Ке ти дојдам вечер, јас во Зладова, ке ти легнам тивко, јас на перница, ке ти дојдам вечер, пенџер отвори, љубов што ти носам ке не изгори.
еве и две куси вести од Ресен. На флаерот кој ја промовира изложбата на фотографии и дружбата на птичари кој се одржува од 27 до 29 април во Домот на културата во Ресен, пишува: од југоисток летаме кон југозапад во шармантниот Ресен, кој нетрпеливо чека да ги види нашите фотографии од птици. Се радуваме на секој наш успех после секоја реализирана изложба и овој пат повторно ве очекуваме со радост да се дружиме и да се исполниме со едно несекојдневно птичарско искуство. За подсетување се работи за изложба на фотографии направени за време на среднозимскиот циклус на птици од водените површини низ Македонија. Манифестацијата се одржува во Сарајот, Домот на културата, од 27 април четврток, кога е незиното отварање, па продолжува и наредните 2 дена до 29 април. Завршена е реконструкцијата на кошаркашкото игралиште во дворот на училиштето Мите Богоевски во Ресен. Поставена е специјална пластифицирана подлога со која се овозможува поквалитетно одржување на надпреварите во кошарка за сите возрасти на учениците, а и на сите други љубители на овој спорт. За Аирлија одигравме и по некој надпревар на новиот терен. Продолжуваме и понатаму со проекти со кои се создаваат поволни услови и поттик на младите за спорт и рекреација, пишува на својот Facebook профил градоначалникот на општина Ресен Јован Тозиевски.
Вршителот на должноста министер за надворешни работи на Бугарија Николај Милков вели дека нема да има заедничко чествување со Македонија на годишнината од смртта на Гоце Делчев на 4 мај. Тој очекува дека оние кои ќе сакаат да го посетат гробот на Гоце Делчев во Скопје би можеле да се соочат со истите проблеми како во февруари, кога се одбележуваше роденденот на војводата. Ќе организираме прослави во Бугарија за Гоце Делчев затоа што во оваа фаза не мислиме да има општи прослави. Се надеваме дека амбасадорот на Македонија ќе присуствува на чествувањето во Бугарија, а бугарските граѓани кои сакаат да одат, не можеме да им кажеме да не одат, но мора да знаат, вели шефот на бугарската дипломатија во изјава која што ја пренесува Бугарското национално радио. Ваквите најави на Милков следуваат откако на 4 февруари во Скопје, во тензична атмосфера и со засилени полициски контроли, беше одбележана 151-та година од раѓањето на македонскиот револуционер Гоце Делчев. Пристап до црквата Свети Спас беше строго ограничен по најавите за непосакувани сценарија на денот на прославата, можни инциденти и провокации. Настанот од висок ризик го крена на нозе државниот врв, кој го задолжи Министерството за внатрешни работи да ги превземе сите неопходни мерки за да се избегнат црни сценарија. Полицијата со денови стражареше во близина на црквата Свети Спас, а зајакната беше и контролата на граничниот премин со Бугарија. Софија реагираше дека голем број нивни граѓани биле задржани на границата и не им било дозволено да присуствуваат на чествувањето.
Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Pesna da se sluša, da ja teša moјата душа, свирете ми, еј, свирачи. Зошто ја затагувам? Дајте да се радувам. Зошто созидам? Da je teša moјата душа, свирете ми, еј, свирачи. Ваша песна да се слуша, да ја теша мојата душа, свирете ми, еј, свирачи.
Vaša pesna da se sluša, da je teša mojta duša, zapejte mi, ej, drugari. Zašto ja zataguvam? Dajte da se raduvam. Zašto suzi dale? Dajte pesna da pejam. Vaša pesna da se sluša, da je teša mojta duša, svirajte mi, ej, svirači. Vaša pesna da se sluša, da je teša mojta duša, svirajte mi, ej, svirači. Косовската председателка Вјоса Османи Садриу беше во официјална посета на општина Тетово. Посетата ја започна со доаѓање во зградата на општината, каде што имаше разговор со градоначалникот на Тетово Билјалка Сами. Тетовскиот градоначалник символично и предаде клуч од градот Тетово на председателката на Косово. Ние како граѓани, како тетовчани сме почестени и благодариме на председателката на Косово Вјоса Османи за незината посета и незиниот придонес во подобрување на соработката меѓу двете пријателски и соседни држави. Република Македонија и Република Косово историски имаат блиски односи и порано во рамките на Југославија и сега. Се меѓу државите на Балканот кои немаат никакви меѓусебни проблеми, туку се пример како треба да се негуваат односите помеѓу двете држави. Исто така, Тетово како еден од главните градови во Македонија, најважните градови после Скопје, каде што мнозинството на граѓани живеат албанци, е мостот на соработка помеѓу Македонија и Косово. Јас како градоначалник ќе продолжам овие позитивни работи да ги негувам и понатаму со сите држави во регионот, особено со Косово, со кој имаме многу заедничко минато и многу заеднички моменти да споделиме и во рамките на идната соработка, моделот на интегрирање на двете држави во Европската Унија. Сигурно ќе соработуваме блиску со председателството на Косово и со другите институции и општини во интерес на благосостојба на подобар живот на сите наши граѓани, истакна Билјалка Сами. Косовската председателка рече дека има нераскинливи врски помеѓу Тетово и Косово. Од Тетово почнале многу историски процеси за албанскиот народ, не само за оној кој живее во овој град, туку и во соседните држави. Тетово и Косово имаат многу заедничка историја и плодна и братска соработка. И денеска нашите врски се нераскинливи. Многу млади од овој град студирали и студираат на нашите универзитети и обратно. Мојата посета на Македонија е уште еден доказ за придонесот што албанците го дале за државнотворноста на Македонија и за евроинтеграциите, за нашата соработка и пријателски однос меѓу двете држави, кои сигурна сум ќе се продлабочуваат во иднина. Косово секогаш ќе биде благодарно на граѓаните на вашата држава за помошта и безусловната поддршка што ја давале за граѓаните на Косово, истакна Вјоса Османи Садриу. Пред зградата на општина Тетово беше организиран и направен шпалир од ученици, играорци и други присутни кои носеа народни албански носи и знамиња на Албанија. По средбата во општината, градоначалникот и председателката пеш се упатија кон основното училиште Лирија, како и кон градскиот плоштад каде што имаше музички настап. Вјоса Османи Садриу ја посети и шарената џамија. Zmija mi vleze v pazu, podajala ženora katarađanum, da mi izvadiš zmijata.
mažu, bez tebe ke si ostanam, bez raka ne ostanuvam, mažu, bez tebe ke si ostanam. Džanu, da mi izvadiš zmijaka, bez raka ne ostanuvam, bratu, bez tebe ke si ostanam. Da mi izvadiš zmijaka, bez race ke si ostanam, sinko, bez tebe ne ostanuvam. Marketing. Sonce od dvojte rusi. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паун. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586-739-6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800-275-9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Координаторот на советничката група на ВМРО ДПМНЕ Ангел Карапетров го осуди вчерашното однесување на општина Тетово и побара почитување на македонскиот јазик и македонскиот народ. Ќе повториме, ние како политичка партија ВМРО ДПМНЕ ги повикуваме институциите на Република Македонија, предводени од СДСМ и ДУИ, да превземат мерки веднаш и да постапат според уставот и постојните важечки закони во врска со поставување на билборди само на албански јазик. Вчерашниот начин на пречек на претседателката на Косово не беше во духот на рамковниот договор,
а со кој договор акцент е ставен токму на македонските мултиетнички општини, особено тука во тие општини да постои соживот и взаемна почит помеѓу етникумите. Во ниеден момент не треба да се заборави дека е Тетово град во Република Македонија, град со кој освен македонци живеат и други етникуми. И не треба да се игнорира фактот дека, како на цела територија на Република Македонија, така и во Тетово официјален и службен јазик е македонскиот. Истовремено, сакаме да ја поздравиме добрата соработка помеѓу Република Македонија и Република Косово. Сметаме дека е добро да градиме добрососедски односи. Меѓутоа, остро се спротивставуваме на злоупотребата на Уставот и законите на Република Македонија. Вчерашниот настан не враќа 20 години назад, наместо ние својата енергија да ја насочуваме кон борба за подобра економска стабилност на државата, кон борба за сузбивање на криминалот и корупцијата, борба за владење на правото и правната држава и заедничко унапредување на Република Македонија на патот кон Европската Унија. Тој пат се гради само со взаемна почит. Почитуван градоначалник, македонците во Тетово бараат доследно спроведување на рамковниот договор. Тие гласаа за вас и ви ја дадоа својата доверба и поддршка на локалните избори со чија помош победивте. Македонците кои го дадоа својот глас за вас се надеваа дека ќе бидете поразличен градоначалник од вашата претходничка. Македонците во Тетово искрено се надеваа дека ќе бидете градоначалник на сите граѓани. Не ги нарушувајте добрите меѓуетнички односи собирајќи ситни политички поени. Должни сте да го почитувате македонскиот јазик и македонскиот народ. ВМРО-ДПМН како политичка партија за која гласаа огромното мнозинство од македонците ви даде поддршка, но таа не е безусловна. Искрено се надеваме дека ќе ги увидите вашите грешки и во иднина тие нема да се повторат, истакна координаторот на советничката група на ВМРО-ДПМН во општина Тетово Ангел Карапетров.
Во Србија, според резултатите од пописот одржан 2022 година, а објавени денес на сајтот на Републичкиот завод за статистика на Србија, живеат 6.647.003 лица, од кои како македонци по националност се декларирале 14.767 лица, јавува дописникот на МИА од Белград. Доколку се споредат податоците со пописите во Србија, во 2011 година како македонци се изјасниле 22.755 лица, на пописот 2002 имало 25.847 македонци, а во 1991 имало 45.068 нашинци. Тоа укажува дека континуирано се намалува бројот на граѓани во Србија кои се изјаснуваат како припадници на македонското малцинство. Резултатите од пописот, бројната состојба на секој народ надвор од својата матична држава во друга држава се важни за секоја заедница, па така и за нашата македонска заедница во Србија. Неофицијалните податоци со кои располагаат македонците во Србија, како што јавува дописникот на МИА, и неофицијалните податоци од ОПСЕ говорат дека во Србија живеат околу 150.000 до 200.000 македонци. Македонците во Србија ги имаат сите права, дури и поголеми права во однос на македонците во останатите републики на Балканот, со истакнување на остварените резултати во образованието, културата, информирањето и службената употреба на јазикот и писмото, и дека македонците можат слободно да се изјаснат за својата национална припадност. Затоа загрижува опаѓањето на нивниот број или безмалку половина од 10.000, ако во 2011 имало 22.755 македонци, а во 2022 само 14.767, пренесува дописникот на МИА. Ако се имаат предвид повеќе реални факти што влијаат на изјаснувањата на пописот, миграциите на младите македонци, како и сите други млади, природната смртност, постојаната тивка асимилација која ја има во Србија, слогата, односно неслогата, делбите меѓу македонците во Србија, за кои најголема вина има Националниот совет, без оглед на изјавите од Советот, колку и што е сработано, дека ги имаме сите права. Немањето на лекторат не е никакво изненадување што за овој попис бројот на македонците во Србија е 14.767, изјави за МИА Славе Груевски од Сдруженијето на македонците Даме Груев од Србија. Тој оценува дека резултатите од пописот се битни за финансирањето на Националниот совет на македонците во Србија и над 50 здруженија. Во Струмица на улица, како во приказна рака тој ми побара и ме стори жена најсреќна. Ја вестана мојот сон, со него да имам дом. Мене ми дојде ред, добро ми дојдовте и највесело свирете, браќа музичари, венчанка моја е. Мене ми дојде ред, добро ми дојдовте, грла бисерни запејте, најтопло од срце за младеците.
moji najdragi, deneske ja podelam, radosta neizmerna, nevesta sumna i vesela. Mene mi dojde red, dobro mi dojdovte i najveselo svirete, braća muzičari, venčavka moja je. Mene mi dojde red, dobro mi dojdovte, grla biserni zapejte, najtoplo od srce za mladencite. Mene mi dojde red, dobro mi dojdovte i najveselo svirete, braća muzičari, venčavka moja je. Mene mi dojde red, dobro mi dojdovte, grla biserni zapejte, najtoplo od srce za mladencite. И за самиот крај една вест од културата. Поетот и писател Перица Сарджевски го издаде своето најново литературно дело, стихозбирката Огнен пој. Ова е трето книжевно дело на Сарджевски по поемата Карпа жива 2005-та, а 2006-та го има издадено патописниот роман Цветниот пат. Огнен пој е збирка поезија во која се поместени повеќето од песните кои сум ги пишувал низ годините со цел да ги соберам на едно место и да остане запис за идните генерации, изјави авторот Сарджевски. Збирката содржи 33 песни поделени во 3 циклуси кои го поддржуваат процесот на зреење на поетската мисла. Огнен пој е стихозбирка на македонски автор, чија структура ја представува последната песна на Фениксот, символот на воскресението, која означува крај на еден животен циклус и почеток на нов, при што последната песна на Фениксот е најубавата песна која маѓепсува, притоа алудирајќи на духовната и мистичната символика со која авторот не води низ едно внатрешно патешествие со препознатлива универзалност, вели Ели Пренчова во рецензијата на стихозбирката на Перица Сарджевски. И тоа би било се, почитувани, во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. А за самиот крај, уште еден бисер на светските приказни. Заспаната убавица на Шарл Перо. Ви посакувам пријатен ден. Шарл Перо. Заспаната убавица. Се раскажува дека некогаш, некаде, никој не знае кога и каде, но сигурно многу одамна живеела една кралица која од се срце сакала да има деца. Но желбата никако не и се исполнувала. Поради тоа, младата жена била тажна и често пати шетала крај брегот на блиското езеро, сама и замислена. Без деца, животот за неа немал никаква смисла. Еднаш, додека шетала, се случило да и го спаси животот на една голема зелена жаба, која што, на големо изненадување на кралицата, прозбори со човечки глас. Ти го должам животот, млада кралице, па ќе ти исполнам една желба, зашто јас не сум обична, туку волшебна жаба. Кралицата длабоко воздивна и рече: Добро суштество, немам никакви желби, освен една единствена.
да имам деца. Годините ми минуваат, а јас напрзно очекувам да родам. Тоа е мојата желба. Ќе ти биде исполнета, рече волшебната жаба и исчезна во зелената вода. И навистина, по некое време кралицата родила девојче, симпатично и убаво како мајка си. О, колку се радувале сите поради тоа, а најмногу кралицата. Кога дошло време да му се даде име на бебето според тогашниот обичај во таа земја, ги повикале и сите самовили волшебнички. А имало вкупно 8 самовили и требало да ги повикаат сите. Но се случило грешка, па известиле само 7. 8-та сосема ја заборавиле. Свеченоста навистина била голема. 3 дена и 3 ноќи непрекинато биеле камбани, така што никој никого не го слушал, а ушните лекари потоа имале полни раце работа. На секој агол се вртеле ражни со печено месо и се точело вино, па веќе следниот ден и другите лекари биле мошне зафатени зашто повеќето луѓе страшно се прејале. Самовилите волшебнички го дарувале бебето секое со што имало и со што биле задоволни. Но во моментот на најголема веселба, под маска на црна вештерка се појавила заборавената самовила. Самовила волшебница на сите извори. Сврескала таја, мене ме заборавивте, неблагодарници. Завладеала гробна тишина. Сите се вкочаниле од ужас, а изворската самовила продолжила. На денот кога ќе наполни 15 години, детево ќе се боцне навретено и ќе умре. Низ собата зафучил леден ветер и изворската самовила исчезнала. Никој не се осмелил да рече ниту збор, освен најстарата самовила. Оваа клетва не можам да ја избришам, но ќе ја намалам. Принцезата нема да умре, но ќе спие додека не ја разбуди бакнежот на некое храбро момче. Изгорете ги сите вретена, урки и родани во целата земја, свикал кралот. Ако нема вретена, клетвата нема да се исполни. Така историле. Годините минувале, родендените на принцезата се ределе еден по друг, а страшната клетва сите ја заборавиле. Принцезата била убава на мајка си, добро учела и ги слушала родителите кои само понекогаш и забележувале поради претераната љубопитност, зашто сакала токму се да види, секаде да го пикне носот и се да допре. Така дошол и нејзиниот 15-ти роденден. Се веселеле како никогаш порано, а потоа славеничката излегла надвор да подише свеж воздух и во дното на бавчата забележала една кула, напуштена и обрасната со трева што дотогаш не ја видела. Водена од својата незаситна љубопитност, девојката влегла внатре. Вратата чкрипнала, но не се отворила. И таа почнала да се качува по разнишаните дрвени скали кон врвот на кулата. Наоколу пајаците исплеле танки, чврсти нишки, на секој чевкор се кревал прав, скалите чкрипеле, но девојката продолжила понатаму. Што ли има горе? Се прашувала. Овде никој не бил со години. Кога стигнала на врвот, девојката забележала необична направа, со тркало со некакви шилести делови.
ова сигурно е некоја старинска домашна направа, помислила. Ај да видам. Девојката ја симнала на раквицата и ја избришала правта. Но и натаму не знаела што е тоа, зашто никогаш во животот не видела Родан. Сите биле уништени на нејзиниот прв роден ден. Само овој ете останал заборавен на врвот на напуштената кула. Малку понатаму забележала и столче од маслиново дрво, како и Роданот. Седнала и ја допрела рачката за вртење на тркалото. Роданот се завртил и зафрчил, но истиот миг неискусната девојка се боцнала на вретеното и неколку капки крв и капнале од прстот. Целата кула при ова како да се затресе од темели. Од некаде зафучи студен ветер и убавата девојка заспа со длабок сон. Во дворецот се веселеле сите, пееле и без да насетат дека страшната клетва на самовилата волшебница на сите извори веќе ја исполнета. Единствено малата сојка која имала гнездо на врвот од старата кула видела што се случило. Доброто пилче веднаш летнало во дворецот и почнало да мафта со крилата околу мајката на принцезата, која што ја обзел страв. Пилчево како да ми зборува нешто, му рекла на мажа си. Да одиме по неја да видиме што сака. Музиката веднаш замрела и сите молкнале насетувајки го најлошото. Сојката ги одвела на врвот од кулата, а таму јадосаните родители ја виделе ќерка си во сон на кој не му се гледа крајот. Тогаш донесле постела и ја ставиле врз неја заспаната убавица, за да ја биде меко, ја покриле со топол покривач, за да ја биде топло во студените зимски денови, а под главата ја ставиле нејзината моминска перница. При тоа дошла најстарата самовила, па гледајки ги толку тажни рекла: нашава заспана убавица еден ден ќе ја разбуди момче кое нема да се жали себе си да влезе во кулава и кое нема да го стори тоа од користолюбие. Но за да го доживеете и вие тој радосен момент, ќе направам да заспиете како и таја. И самовилата почнала да ги допира со волшебното стапче сите. И луѓето, и животните, и дворецот, и кулата, па сите заспале, а наоколу израснале опасни трнливи растенија и се обвиле со непробивна темно-зелена наметка. Годините минувале, а приказната за заспаната убавица во замокот со зелен оклоп кружала низ целата земја. Сите знаеле како можат да се симнат волшебствата, но многу момчиња напразно јуришале со мечови врз острите трња. Секогаш морале да се откажат. Нивната желба покрај убавата невеста да го добијат и целото кралство не можела да се оствари. Но еден ден поминал еден млад витез кој ништо не знаел за судбината на дворецот на заспаната убавица, ниту за неговите жители. Минувајки тука, запрел и со рака разгрнал еден виткач. Кога гледај, тој како самиот да се потргнал и му направил место да помине. Тогаш витезот си помислил и со мечот го совладеал трнливиот оклоп и пред неговите очи се покажала неверојатна сцена. Се чинело
дека жителите на дворецот туку што заспале. Тревата била окосена. Во шталите пред заспаните коњи зобниците биле полни. Во куњата тенџерињата светеле од чистота, а по собите сите дворјани и другите безгришно спиеле. Ова навистина никаде не сум го видел, помислил витезот. А сум поминал многу свет и сум видел 1000 работи. Одејќи понатаму, витезот стигнал до врвот на кулата и таму ја догледал заспаната убавица. Восхитен, стојал неподвижно, не осмелувајќи се да и се доближи. А потоа тргнал да си оди, зашто не можел да разбере што се случува тука, но сепак не можел да и одолее на заспаната убавица и се приближил, се наведнал и ја бакнал искрено, од срце. Девојката малку се протегнала, полека ги отворила очите и сонливо го погледнала. Кој си ти? Рекла. Твојот витез, извикало момчето. Тогаш во целиот дворец почнал да се буди животот. Птиците запеале, коњите заржале, кравите замукале, дворјанките почнале да си ги дотеруваат фризурите, а еден глушец промрморил: навистина беше крајно време да ме разбудат. Тие сите беа заспани сити, само јас бев гладен. Пак не годуваш, му рекла глувчицата, вардејки дали се разбудил мачорот. Пред туку-што расонетиот крал и кралица се појавиле заспаната убавица и витезот. Изгледале прекрасно, иако во незините очи се гледало дека не е сосем наспана, но тоа не и пречело отворено да им рече на родителите: еве го мојот витез. И ние го чекавме, извикал кралот, па почнал да го вика пехарникот, кој малку побавно се будел, бидејќи оној ден заспал по 3-тиот литар вино. Наскоро сите биле на нозе и не само што ја продолжиле веселбата по повод роденденот на принцезата, туку започнале и нова по повод нејзината мажачка за младиот витез. Приказната на крајот вели дека на прославата единствено не присуствувале само вилите волшебници, зашто никој никаде не можел да ги види и да ги пронајде. Па се прашувале дали и воопшто некогаш постоеле. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.